Топлото време ќе трае до крајот на оваа недела. Од следната не очекува постудено време со врнежи од дожд и снег. Максималните температури ќе се движат до 5 степени, а утринските ќе бидат во негатива. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека од недела дневните температури ќе бидат во опаѓање. Што се однесува до времето во Струмица, утре ќе биде претежно облачно, предпладне со појава на слаба магла, додека во попладневните часови ќе има и кратки сончеви периоди. Утринската температура ќе биде околу 6, а дневната ќе достигне до 14 степени. Во текот на ноќта и во Струмица ќе започне да врне дожд, а поинтензивни врнежи ќе има и во четврток, особено предпладне, кој ќе дува и засилен јужен ветер. Променливото време со повремени врнежи од дожд ќе се задржи во наредните денови, со тоа што во сабота ќе има известно стабилизирање на времето. Од недела дневните температури ќе бележат тенденција на опаѓање. Топлото време не е вообичаено за овој период од годината, негативно влијае и врз здравјето на луѓето, но од друга страна струмичани велат дека за ваквите температури заштедуваат на огрев. Ние се радуваме да времето поубаво. Оти ќе излезеш дома, овој надвор да, ќе излезеш ладно, ќе се грчеш, дома повеќе дрва ќе гореш. Ај неко за негативно влијае на нас старите, што има неко регичка, знаеш, што викаме ние. Закачен неко болест маленката, нормално да влијае. А влијае и на младите, на сите влијае. Се знае овој времето, кога е, мислам, есенски период, зимен период, ама ние сега таа година прекрдашихме повеќе од тоа што треба. Бога ми, јес. Стварно. Това не време, време, ама не време. Тоа е чиста болест, што вика старите. Грип, мале, грип, овом прави. Јас сум опанал тоа работа. И не бива. Не е ништо времето. За тоа годишно време што е. Малко е времето сега променно, не е како што беше, како што го знаеаме. У ноември веќе да биде снег, дожд, малко е изменно времето, мислам оти ладното ќе дојде покасно. Лекарите предупредуваат дека може да се зголеми бројот на заболени од сезонски грип. Затоа препорачуваат внесување на поголеми количини на чаеви, овошје, витамини и често проветрување на просториите. Конзумирање на витамини секако е добро, значи треба да се внесуваат витамините, Б групата, С витамин, А, Е витамин во доволни количини, бидејќи на некој начин се подобрува здравствена состојба со овие витамини. Температурата се зголемува како резултат на глобалното затоплување. Неодамна анализа на Светската банка покажа дека Македонија ќе биде едно од најпогодените подрачја од климатските промени во светот.